пресконференција свикана по повод денешната седница на Економско-социјалниот совет на СДСМ, една од серијата редовни седници на Советот и е посветена на прашањето на пресред на догодишните локални избори, значи прашањето на локалниот економски развој и на конкурентната способност на економијата поврзана со прашањето на локален економски развој. Она што е интенцијата на денешниот состанок на Советот е да се согледаат искуствата од досегашниот начин на одвијање на економскиот развој на локално ниво, што е направено, а што е пропуштено, и исто така врз основа на согледување од искуства од други средини, од други држави, кои што имаат подобри успеси во остварувањето на локален економски развој, значи Советот да дефинира еден збир на препораки, кои што ќе бидат доставени до партијата и ќе служат како основа за изградба на припрема за пред следните локални избори до година, основа за припрема на развојните програми и предизборните програми на партијата по одделни општини. Тоа е суштината на денешната седница, значи да бидат целиот настап на партијата на следните избори да биде базиран врз основа на адекватно соодветно согледување на искуствата досегашни, што е добро, што не е. За жал има повеќе примери што не е добро, а не наместо и искуствата од други средини, фактички да се гледа на овој процес на локален економски развој како многу битен процес, нешто што во Македонија треба во иднина да стане двигател на целокупниот економски развој. И покрај тоа идејата е и на целиот начин на припрема на тие програми да се даде една нова визија за тоа како се остварува локален економски развој, врзан со конкурентната способност на економијата, фактички на фирмите во економијата. Но таа почнува да се гради од локално ниво. Тоа беше општата тема на дискусија денес на Советот и фактички имавме разни видови и посла продолжуваме понатаму со работа за разни дополненија на почетната презентација. И сега за конкретни искуства од досегашниот процес на локален економски развој, ја замолам колегата Арце Коцевски да Добро, знаеме дека локалните власти и општините постојат заради граѓаните. Граѓаните треба да бидат во центарот на вниманието на сите општини со цел на граѓаните да им обезбедат поквалитетни услови за живење. Големи беа очекувањата на граѓаните од процесот на децентрализација, посебно во областта на локалниот економски развој, заради огромните проблеми на граѓаните пред се со сиромаштијата и невработеноста. Ние на состанокот заклучивме дека би било добро, иако не може да се копираат решенија, идните градоначалници во Македонија да ги следат позитивните примери на општина Струмица, која за релативно кратко време успеа да направи голем подем во незиниот развој и да го подобри квалитетот на живењето на граѓаните и да отвори, односно да помогне во отварањето на многу нови работни места. Бидејќи сега е актуелен ребалансот на буџетот, би сакал еден мал коментар. Не мора да се прави некоја длабинска анализа за да се заклучи дека по повеќе основи и онака малите средства кои централната власт ги трансферира на општините и на градот Скопје дополнително се намалуваат. Особено загрижува податокот дека владата грубо го крши законот за рамномерен регионален развој, што сама го предложи во парламентот. Наместо предвидените 1% од бруто домашниот производ, владата издвојува, значи не 20%, не 30%, не 2 пати, не 3 пати, туку над 20 пати помалку средства за рамномерен регионален развој за општините. Тоа од една страна ги прави општините да бидат многу зависни од владините финансии и ги прави да бидат послушни спроведувачи на погрешните политики на владата. Владата треба да се концентрира да направи вистинска фискална децентрализација, за општините да добијат доволно финансиски средства, сами да ги утврдуваат своите приоритети во согласност со граѓаните кои живеат во нивните локални заедници. Што се случува денес кај нас? Владата без да ги праша општините, на општините, односно на поедини општини, посебно да речеме во Скопје, односно во општина Центар, им гради споменици, иако тие не се надлежност на општините, туку како монументални споменици се во надлежност на Собранието на Република Македонија. На градот Скопје му купува градски автобус, иако е тоа типична надлежност на градот Скопје.
не е само Скопје и скопјани во Македонија, привилегии од централниот буџет треба да добијат и Велес, и Крива Паланка, и Делчево, и останатите општини во Македонија. Затоа сметам дека изместени се работите во децентрализацијата во Македонија, таа е запоставена и во голем застој и се разбира треба повторно да се врати да биде еден од врвните приоритети на владата. Општините во наредниот период имаат големи предизвици, особено во областа на локалниот економски развој. Тие треба да направат многу во секој во согласност со своите приоритети и специфичности, да ја подобрат бизнис климата, да направат соодветни предуслови за да привлечат што повеќе домашни и странски инвеститори кои ќе отворат нови работни места и на тој начин ќе се подобри квалитетот на живењето на граѓаните во локалните заедници. Благодарам. Благодарам на колегата Кутски. Сега имаме еден успешен пример, една општина која што има многу солидни успеси за локален економски развој и градоначалникот на таа општина, господин Зоран Заев, повели. Благодарам, јас се надевам дека и вашите уредници во времето кое ще представи ќе дава повеќе простор на економските теми, оти ако граѓаните на сите анкети ни кажуваат дека најважен проблем кој што очекуваат да се реши во иднина е невработеноста, инвестициите, економските прашања генерално зборувајќи, и заради тоа и СДСМ и еве предводениот економско-социјалниот совет ќе дебатира на многу сегменти од економскиот развој на нашата земја. Јас денеска имам задача да го кажам примерот на една наша општина во Република Македонија, која што важи за една од поразвиените општини во државата. И тоа е сеопшта перцепција на македонската јавност и на меѓународната јавност која што ја следи Република Македонија. За мене локалниот економски развој е буквално камчето од економската слика Македонија гледана, и ако навистина локалниот економски развој во сите наши региони и локални самоуправи биде на едно повисоко ниво, и економската слика во државата ќе биде итекако на повисоко ниво. Локалниот економски развој е една од врските на општините, која што секако само за себе не значи ништо, туку е дел од севкупниот амбиент каде што и државата, и властите, и приватниот сектор, и граѓаните треба да си го сторат своето за да ја добиваме конечната перспективна, надежна слика која што сите ја очекуваме за Република Македонија. Јас ќе искористам приликата да ја кажам нашите искуства како општина Струмица. Она кон кое што општината уште пред неколку години се насочи е да донесе многу детални урбанистички планови, за да имате што да им понудите на инвеститорите без разлика дали се домашни или странски. Денеска можеме да понудиме 1,5 милион метри квадратни урбанизирано градежно земјиште подготвено за градба во државна сопственост која што го управува општината. И уште дополнителни 2 милиони метри квадратни урбанизирано градежно земјиште во приватна сопственост која што е потенцијал секако за развој. Покрај она што е генерално 1 евро за фабрики и производствени погони во државата, верувајте не е само тоа за себе доволно. Постојат мал милион ситни фактори кои што се битни за носење на одлука за инвестиции без разлика дали се од домашни или странски инвеститори, оние надежи кои што ги очекуваме за државата. Така да општината дава 93% дисконт во комуналиите или надоместокот за уредување на градежно земјиште, доколку се работи за производствен погон, фабрика, сервис, товариште или откупно-дистрибутивен центар. Но и тоа не е доволно. Она која што го нудиме веќе 6 години наред е лепенка од нашата администрација на административен кадар на секој потенцијален инвеститор, за да му олесни во административните работи пред локалните или пред државните институции. Истовремено понудивме ефтини енергенси, природниот газ како енергенс. Ги понудивме сите наши ресурси. Земјоделски крај сме, земјоделските производи на сите оние кои што сакат да инвестираат во производствени капацитети. Дрвната маса за оние кои што сакат да прават мебел или преработки од дрво и слични наши ресурси кои што се наша предност пред другите региони во државата. Но и тоа не е доволно. На крајот ги охрабривме банките да застанат за тие проекти. Резултатот денеска во Струмица е во последните 3 години и 8 месеци се отворени 35 нови фабрики со 5000 нови работни места. И тоа се гринфилд инвестиции, значи не се преадаптирани поранешни производствени погони. Нив не ги калкулираме, а има и такви.
Покрај овие нови производствени погони се отворија 7 нови откупно-дистрибутивни центри, меѓу кои јавноста слушнала за Агрокор, но има уште 6 нови, помали од Агрокор, но многу значајни за нашиот регион. Во моментот, пред почеток на градба, се 20 нови производствени погони. И тоа најмногу не заради комуналиите, 93% дисконт, не заради 1 евро земјиште, заради природниот газ, заради квалитетната и квалификувана работна сила и заради нашиот ресурс, кој што се вика земјоделие. Природниот газ е привлечен насекаде и е пример како треба да се вложува во енергетската сфера, која што тоа многу години наназад не го прави оваа влада. Токму заради тоа, овие 20 нови фабрики, за кои што лично имам подпишено одобрение за градба за 8, а останатите 12 се со проектна документација веќе пред општинската администрација. Значи се веќе собственици на земјиште купено од државата за градба на производствени погони. Сите заедно отвараат нови 1300 работни места. Денеска во Струмица има миграции од другите региони во Македонија. И тоа не е многу нешто на кое што треба да се радуваме, секако. Ние мора да го имаме рамномерниот регионален развој. Но до ден денеска Струмица има калдрма, коцка до регионот, каде и да тргнете. Од едната страна е Валандовско брдо, од другата страна е последната коцка, која што имаме помеѓу Радовиш и Струмица. И извозот на нашите производи е загрозен, зошто? Заради тоа што не се инвестира во инфраструктура. Дефинитивно позитивните примери треба да ги употребуваме. Има и во многу други региони и во многу други општини вакви позитивни примери, но за жал се многу малку. Локалниот економски развој дефинитивно ќе склопи мозаичната состојба во Македонија, доколку во иднина се генерираат сите потребни ресурси за да постои тој локален економски развој во државата. Јас сум убеден дека и со квалитетни кадри, и со добри политики, за кои што денеска дебатираше економско-социјалниот совет, ќе бидат од огромно значење за она што значи идни перспективи во сеопштиот економски развој во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, Зоран. Како заклучок, значи тоа е економскиот развој е проблем на Македонија. Локалното ниво е едно од битните нивоа на тој процес на севкупен економски развој. И денес, значи, Советот почна тоа припремање на еден различен, современ начин на гледање, на поимање на тој поим на локален економски развој, за да представува база за припрема пред следните избори.